да се докаже дека лимес од 1 врз x минус 3 на квадрат, кога x тежи кон 3 е еднакво на плюс бесконечност. Според дефиницијата треба да докажеме дека за произволно m поголемо од 0 може да најдеме делта поголемо од 0, така што ќе важи следната импликација. X минус a, односно абсолютна вредност од x минус a, помало од делта повлекува f од x поголемо од m. Пак предпоставуваме дека ова m е некој произволен реален број. Нека m поголемо од 0 е произволен треба да најдеме делта поголемо од 0, така што ќе биде исполнета следната импликација. X минус, а во случајов е 3, помало од делта повлекува f од x, што во случајов е 1 врз x минус 3 на квадрат поголемо од m. Тргнуваме од десната страна на импликацијата, имаме 1 врз x минус 3 на квадрат поголемо од m. На левата страна имам позитивен број врз позитивен број, што е позитивен број, па така можам да следното неравенство да го коренувам. Имам квадратен корен од 1 врз x минус 3 на квадрат поголемо од квадратен корен од m. Ова е еквивалентно на квадратен корен од 1 врз квадратен корен од x минус 3 на квадрат поголемо од квадратен корен од m. Ова е еквивалентно на, тоа е еквивалентно на 1 врз абсолютна вредност од x минус 3, абсолютна вредност од x минус 3. Квадратен корен од x минус 3 на квадрат е абсолютна вредност од x минус 3 поголемо на квадратен корен од m. Што правиме понатака? Има. Ако земаме овој израз, следниот израз е еквивалентен на 1 врз квадратен корен од m, но е позитивен број. Ако префалам од другата страна не се менува знакот на неравенството, исто така и тука имам позитивен број, ако го префалам од оваа страна не се менува знакот на неравенството. Имаме 1 врз квадратен корен од m поголемо од апсолутна вредност од x минус 3. Или ајде ова да го запишам како, значи, ќе ги сменам страните. x минус 3 помало од 1 врз квадратен корен од m. Дали ја забележувате левата страна, односно ајде гледајте тука за оваа задача, левата страна од оваа импликација. Сега се враќаме на импликацијата, како и претходно. Абсолютна вредност од x минус 3 помало од делта повлекува десната страна од импликацијата, видовме дека е еквивалентна со следниот израз, тука повлекува x минус 3, абсолютна вредност од x минус 3 помала од 1 врз квадратен корен од m. Дали може да избереме делта така што x минус 3 помало од делта повлекува, абсолютна вредност од x минус 3 помало од делта повлекува и апсолутна вредност од x минус 3 помало од 1 врз квадратен корен од m за било кој позитивен број m. Ако изберам делта да биде еднакво на 1 врз квадратен корен од m, тоа ќе имам абсолютна вредност од x минус 3 помало од 1 врз квадратен корен од m повлекува x минус 3 помало од 1 врз квадратен корен од m. Нешто повлекува нешто друго што е секогаш точно. Што значи? За било кој реален број m
Јас можам да најдам делта на овај начин. Делта да ми биде еднакво на 1 врз квадратен корен од m и при тоа да биде исполнета ова импликација. Односно, ако апсолутна вредност од x минус 3 е помало од делта, тогаш 1 врз x минус 3 на квадрат е поголемо од m. Значи, за било кој позитивен реален број m, делта ако го изберам на овај начин, секогаш можам да најдам барем една делта. Еве, едно такво делта е следното. Делта е еднакво на 1 врз квадратен корен од m. Уште еднаш да запишеме ова последно што го зборувам. Значи, за било кој или за сите m поголеми од 0, за сите m поголеми од 0, ако ставам делта да биде еднакво на 1 врз квадратен корен од m, тогаш ова импликација ќе биде исполнета, односно ќе биде исполнето апсолутна вредност од x минус 3 помало од делта повлекува 1 врз x минус 3 на квадрат поголемо од m. А што значи ова тука? Тоа значи дека лимесот од 1 врз x минус 3 на квадрат кој стечи кон 3 е еднаков на плюс бесконечност. Со тоа докажавме дека овој лимес е плюс бесконечност.